Ќе разгледаме две задачи под број 20 и 21 од примена на линеарни равенки со една непозната. 20 задача. Рамностран триаголник и квадрат имаат еднакви периметри. Колкава е плоштината на квадратот ако страната на триаголникот е 0,84 дециметри. Значи имаме рамностран триаголник неговата страна е, ние ќе запишеме во сантиметри, 8,4 сантиметри и квадрат. Тоа беше паралелограм на кој сите страни му се еднакви, сите агли му се прави. Имаат еднакви периметри. Колкава е плоштината на квадратот? Значи, непознато ми е плоштината на квадратот, треба да ја определиме. Бидејќи триаголникот и квадратот имаат еднакви периметри, а периметар беше збир од должините на страните, периметарот на квадратот е еднаков на 3 пати по 8,4. Страната на квадратот е четвртинка од периметарот. Периметарот беше 3 по 8,4 сантиметри. А плоштина на квадрат пак беше квадрат на неговата страна. Плоштината на квадратот ќе биде. Имаме 3 по 8,4 врз 4, сето тоа сега на квадрат. Го редуваме ова, кратиме со 4, овде ќе имам 4 во 8, 2, дојде до запирка, 4 во 4, 1. Значи сега имам 3 пати по 2,1, тоа е на квадрат, а тоа е множиме 3 по 2,1 е 6,3 па на квадрат, 6,3 да се квадрира, ке се добие 39,69, а овие се сантиметри квадрат. Значи, плоштината на квадратот, кој имаше еднаков периметар со рамностраниот триаголник, чија страна е 8,4 сантиметри, изнесува 39,69 сантиметри квадратни. Да разгледаме наредната задача. Овде имаме правоаголен триаголник. Тоа беше триаголникот кој има прав агол. И квадрат имаат еднакви плоштини. Колкав е периметарот на квадратот? Значи, периметарот на квадратот е тоа што не ни е познато, треба да го определиме. Ако катетите на триаголникот имаат должини, едната е 9 см, а другата е, и таа ќе изразиме во сантиметри, 18 см. Како ќе постапиме во овој случај? Периметарот на квадратот е 4 пати поголем од должината на неговата страна. А како ќе дојдеме до должината на страната на квадратот? Бидејќи тие имаат еднакви плоштини, плоштината на квадратот ќе ја изразам со помош на плоштината на правоаголникот. А плоштината на правоаголен триаголник е полупроизвод од неговите катети, а тие се 9 и 18. Така ќе ја добијам плоштината на триаголникот, тоа меѓутоа има тие еднакви плоштини. А плоштината на квадратот пак беше
квадрат на неговата страна. Страната А, значи ќе ми биде квадратен корен од плоштината, а плоштината беше 9 по 18 врз 2. 2 и 18 ги кратам со 2, овде ќе остане единица, овде ќе остане 9. Значи А, страната на квадратот, ќе ми биде еднаква на квадратен корен ми остана од 9 по 9. Квадратен корен од 9 по 9 е 3 по 3, затоа што корен од 9 е 3 и од 9 е 3, значи страната на квадратот е 9 сантиметри. А тогаш периметарот ќе ми биде 4 пати по 9, периметарот ќе ми биде 36 сантиметри. Тоа е задачата. Да повторим уште еднаш. Правоаголниот триаголник со катети 9 и 18 сантиметри беше еднакво плоштен со квадратот. Требаше да го определиме периметарот на квадратот. Бидејќи има еднакви плоштини, плоштината на квадратот ја запишав како полупроизвод од катетите на правоаголниот триаголник, а тоа е плоштината на квадратот е квадрат од неговата страна, а страната ќе ми биде па квадратен корен од плоштината. Таа беше 9 по 18 врз 2, го уредив тоа, така дојдов до податок да должината на квадратот е 9 см, па периметарот ќе биде 4 по 9 е 36 см. Тоа беа предвидените две задачи и јас благодарам за вашето внимание.